почитувани пријатели, колеги по перо, кои што гледам дека сте присутни, драги гости, многу ми е драго што вечер имаме можност тие што сме овде да се подружиме освен со убавиот пишен збор и со убавиот ритам и убавиот мелос, исто така кои што своите корени ги наоѓаат во искреноста, во длабочината и во отвореноста на народниот јазик, на народната музика, на македонската традиција. Гледаме дека тоа е се поретко за жал и во поезијата и во музиката, во тој меланж меѓу двете, кој што е ретка појава, воопшто може да се каже, и во таа смисла мислам дека браќата Ѓорги и Миле Барбаровски се вистина уникатни во нашето поднебје. Посакувам да има што повеќе вакви соработки, особено помеѓу браќа и особено помеѓу два света кои што всушност потекнуваат од едно извориште. Без да должам премногу, само ќе заблагодарам на Сузана Мицева и на Ана Ветанова-Ренгачева за тоа што се делало оваа промоција како модератори. Тие ќе ја разискрат нашата желба да дознаеме повеќе за творечкиот пат и на Ѓорги и на Миле. И ви благодарам на вас што сте овде за присуството. Верувам дека нема да зажалите. Благодарам. Добро вечер, почитувани љубители на поезијата и на музиката, дами и господа. Браќата Ѓеорги и Миле Барбаровски, едниот поет, другиот композитор, се ретка појава во современото македонско уметничко творештво. Ретка по бројот на создадените песни, по бројот на наградените песни, по бројот на обнародените песни. Нивната дарба, посветеност и знаење овозможија во 4 децении, колку што заедно создаваат, да се родат такви дела кои станаат дел од нашата колективна меморија. Барбаровски се родени во село Дабиле Струмичко. Ѓеорги во 1949, а Миле во 1952 година. Патиштата привремено им се разделуваат. Ѓеорги учи во Струмичката гимназија Јане Сандански, а Миле се запишува во Средното музичко училиште во Штип. Скопје повторно ќе ги спои, но секој од нив останува верен на својата определба. Постариот избира да студира книжевност на Филолошкиот факултет, а помладиот на Академијата за музика. Во 70-тите години Ѓеорги веќе е новинар и ги објавува првите книги поезија Око и меч и Згром. Миле се вработува во Македонската филхармонија и паралелно свири во неколку музички оркестри. Ви приложуваме почетна илустрација за нивното дело со гласот на Пепи Бафтировски. Ей, ридови
Овие трепетни стихови заслужуваат најмалку аплауз, затоа што верувам дека разбрануваат длабоко нешто во сечија душа. Почитувани гевгеличани, драги мои пријатели, добра вечер и добре дојдовте на ова заедничко дружење, јас би рекла меѓуградско на струмичани и натурализирани скопјани и гевгеличани. Со браќата Миле и Ѓорги Барбаровски не врзуваат многу емоции, ама и заеднички корени, затоа што по некоја веројатно игра на случајност сум родена во истото село, а не малку понатаму таа е по потекло од Муртино. Меѓутоа, љубовта кон книжевноста, себе почита, самопочита и меѓусебната поврзаност со музиката и со книжевноста нас долги години не поврзува и се разбира таа меѓусебна почит расте. И кога неколку години наназад зборувавме со Ане дека браќата Барбаровски заслужуваат многу поголемо внимание, додека се вака силни и млади и додека уште може да споделат од своите богати мемуари. Затоа што македонецот ја има таа, да речеме, фабричка грешка, јас така често пати знам да речам, кога ќе ги снема луѓето, ја вреднуваме нивната работа, нивната богата биографија, а песните кои што ги напишаа, кои што ги создадоа овие вредни македонски синови, стана неформални химни на македонците. И ние ги пееме не само со трепет и ги слушаме, ами и солзиме на нив. И токму затоа минатата година, во соработка со Струмичката епархија, направивме еден навистина велелепен настан во Струмица. И струмичани се подсетија кои се нивните синови. И многу убаво поминавме и бевме навистина не само срекни, туку и трогнати кога гевгеличани ја возвратија таа покана. Сметам дека низ сите градови во Македонија треба да ги прошетаме и да ги прашаме како, од која душа извира тие стихови. И сега, Ѓорги е двојна природа. Тој не само што пишува песни за музиката на својот брат Миле, а тоа е навистина специфична техника, не е доволно само талент, туку и таа меѓусебна братска поврзаност, тоа длабоко познавање еден со друг. Меѓутоа, тој се уште активно отвори и пишува поезија. И се разбира, секоја година се навраќа повторно на корените во Дабиле, каде што се поретко оди. Би го замолила да биде љубезен, да сподели со нас нешто од последните песни, а потоа и ќе го прашам за нив. Повели, Ѓорги. Благодарам со големо задоволство и јас ве поздравувам. Како што стариот човек се поретко сака да патува, така и јас во Евгелија како млад новинар доаѓав редовно, месечно, барем еднаш месечно, како новинар во земјоделството на Трибина. Овде во југо сум доаѓал, во Зикот сум доаѓал, сум шетал по лозјата, сум пробал од вината на винојот и многу убаво се поминував. Може би тоа било заради младоста или затоа што на такви луѓе сум наидувал. Не се. Ќе ви прочитам една од поновите песни, се вика Заимињата на Блаже Конески. Велиш, со месеци си ги листал списоците со имиња во турските пописни дефтери од 15 и 16 век. Си ги мемолел за да не им ја загубиш нишката гонет од разбирливиот научнички порив, да им влегуваш во семката на нештата, за јасно да се отворат сокриените значења. Велиш, во книгите на Марковиот манастир се напишени имињата на тамошните калуѓери: Динос, Герасим, Давид, Јосиф, Доментијан, Роман, Дороти, Методи, Матеј, Варлам, Атанас, Пагонија, Геронет и така натаму, и како што сведочи пописот од Мавровско, некој си Мехмед беј му го остава имотот на татка си како на нов муслиман. И како што стои во поменикот на Трескавец, Исмаил бек од Галичани го дарува манастирот за душа на татка си Јанкула.
Ајде да ги кажуваме имињата голи, самите да се чујат и да не се одзиваат, како што оние од гробиштата во Дабиле, наклонети и накрстени едно на друго, во звонливо созвучје не надгласуваат. Бончо, Гончо, Дончо, Колчо, Бојчо, Борчо, Данчо, Ванчо, Калчо, Стојчо, Панчо, Дорчо, Гојчо, Денчо, Герчо, Гирчо, Динчо, Милчо, Кирчо, Мирчо, Крумчо. Греши вештачката интелигенција кога тврди дека тоа се деминутиви од имињата на македонскиот јазик. Зашто кога сака да гали, нашиот јазик вели Боне, Гоне, Дане, Коле, Боре, Ване, а кога удира клатно во црковно звоно, името ја довикува заматената историја да не ги гази раѓањето и смртта им, за да ги запаметат очудените кои утре ќе легнат со изделкано име во каменот. Како што и јас ги запишувам со трепетна рака крвните предци од блиско кон далечно време. Панде, Гонца, Атанас, Ангелина, Костаќе, Калјопа, Ѓорѓе, Софија, и како што моите внуци, ако даде Господ, ќе ги допишуваат нашите, зашто се што останало неименливо, нема потврда дека некогаш било. Ѓорги, ти благодариме за овие топли роднокрајни стихови, но и длабоко заумни. Велиш, се што останало неименувано како никогаш да не било. Колку е важно во историјата, во паметта, во колективната свест да остане името, да остане, по селата велевме, парамонот, прекарот, старото име на фамилијата, на родот. И кој е твојот личен порив? Не само што ги запишуваш старите семејни имиња, туку да ги истражуваш и тие на соселаните кои што никогаш можеби и не си ги запомнил во селските стари гробишта во Дабиле, кои што одзвучуваат како црквено звоно, како камбани. И уште едно прашање. Многу историја има во тие гробови, каде што често пати кога шетавме, ќе те навратам на уште едно сеќавање. Таму има гробови на кои што ќе сретнете бил војник во бугарската војска, во турската војска предходно, во српската војска и така натаму. Толку многу истории испишани само врз едно име. Па, Ѓорги, од каде тргна песната и на каде ќе водат твоите поетски и човечки истражувања? Јас најдов на еден есеј од Блаже Конески, кој се вика исто за имињата, и во кој, како што слушнавте, вели дека ги проучувал турските дефтери од 15-тиот и 16-тиот век. Што барал точно во тие дефтери, Блаже? Но не знам точно што барал, но се задржал на тоа во каков случај нашите православни луѓе ја земале исламската вера. Синот го дарува татка си со манастир затоа што како нов муслиман. Или синот со исламско бек некој го дарува имотот на татка си Јанкула. И во недоглед такви примери. Дека името носи многу повеќе од тоа што е лична карактеристика на секој човек, јас повеќе не се сомневам. Абориджините велат дека имат по 2 имиња за секој човек. Едно е да го знаат луѓето од семејството, кратко. Долгото име е да го знаат само околните села или племиња. Има нешто магично во тоа, што можеби ние и не можеме да откриеме целосно.
Но во секој случај не е жив сам, не бил жив или не живеел само оној чие име го нема нигде. Затоа и свештеникот на помени на мртвите опоменуваат, изговарајте ги по некои повиди на собери, на заеднички ручици имињата на луѓето што починале затоа што така им го продолжувате животот. Јас не знам дали таа потрага ќе ја продолжам во Табалските или во некои други гробишта. Малку е морбидно, меѓутоа за човек што го интересира убавата страна, богатството на тоа и не мора да е такво. Но во секој случај мене ме воодушевуваат имињата на луѓето во Дабиле што починале. Еднаш Миле ми рече како да сме кинези, затоа што завршуваат на чо, покрај звучноста. Јас мислам, да се разбереме, не бил еден кум во Дабиле па да измислува такви имиња. Луѓето имале потреба своите наследници да ги крстат така. Еднаш си реков, можеби за полесно да ги довикуваат младите кога едниот е на едната страна од нивата, а другиот е на другата страна. Гончо! Звучи тоа продолжено малку уште ако е, и мора да го чуе синот кој обично се прават наглави или неслушнали. Или кога во гората оделе по дрва, ние како деца одевме со нашите родители и едниот на еден рид, другиот во некој дол ќе се спушти за оттамо да ги изнесува дрвата и понекогаш не можеш да чуеш, меѓутоа ако носи некое име Гончо, Ѓорчо, Борчо, Милчо, ќе го чуе сигурно, бидејќи звучноста е таква. Со тоа јас ги облагородив, има многу дедукција во ова, раскажувам што напишал Блаже, ама овде е делот од музиката, така што мислам дека тоа е во секој случај богатство за имињата. Благодарам. Ќе направам една мала дигресија. Мојот сопруг што седи во првиот ред се вика Томчо и кога ќе викнам Томчо, слуша многу убаво. Веројатно затоа го крстиле Томчо, за да си нема проблеми во бракот. Гледате сега зошто ни се убави разговорите со браќата Барбаровски, заради тоа што може да отворите безброј теми на кои што ќе ви дадат прекрасни одговори. Ме наведе Ѓорги на едно размислување и на едно мое скорешно истражување околу имињата Ѓорги, дека имаат магиска моќ и дека имињата навистина биле во на стара македонска религија, биле од клучно значење за да се сочува животот на детето. Кога се раѓало мало дете, додека кумот не му даде име, во Струмичко девојчето беше Божана, а машкото Шулко. Ни се роди Шулко, ни се роди Божана. Тоа има длабока основа во митологијата, нема да навлегувам. Меѓутоа, зошто било тоа така? Заради тоа што детето дури било малечко, дури било бебе, луѓето плашејки се од влијанието на демонските сили, не го изговарале гласно името на детето, за да не биде да не го навија са болест, умирале децата. Порано знаеме како било. И оттаму затоа ги крштевале, нели, Трајанка, Стојанка, Трајчо, Живко, да живее, Стојан да стои, Трајчо да траи, така натаму. Меѓутоа имињата гласно не ги изговарале, се дури кумот. Затоа оттаму потекнува кажи куме име. Седор кумот кој што е Божи представник на некој начин на земјата, не го каже гласно името. Така што оваа тема е навистина многу длабока и со Ѓорги може и со вас да си поразговараме и па да ни кажете и во Евгелија како се викале на времето новородените деца. Кога станува збор за браќата Ѓорги и Миле, понекогаш и со сузе си разговараме, меѓутоа и со наши пријатели, кога ги слушате нивните песни, сите ние како да имаме потреба да дзирнеме во таа нивна творечка лабораторија. Например, како Миле ги пишува
нотите, музиката, како Георги ги смислува стиховите и така натаму. Поезијата и музиката всушност се две уметности кои живеат и самостојно, меѓутоа влегуваат и во една прекрасна симбиоза. Тие двајцата се навистина посебна појава, како што кажав на почетокот, меѓутоа има една песна која што со малку зборови, а многу музика кажува се. Се вика песната може се. Блага Петреска и Евто Пипиновски. Навистина не знам што буди во оваа песна во вас, меѓутоа секако не ве остава рамнодушни и ми се чини дека нема да се роди човек кој што нема ова убава песна да го допре. Миле, слушнавме две песни кои веќе се обнародија и многу музиколози велат дека вашите песни се дел од македонскиот фолклор. Подоцна ќе ни кажете како ги создадовте, каде ја ископавте таа инспирација, меѓутоа претходно сакате да се надоврзете за тоа што го зборувавме за она малку неубава страна на животот, меѓутоа веројатно силно инспиративна. Многу малку сум зборувал за тоа, ама како дете, по некој пат, нели, од кога почнува сребувањето во музиката, од кога сум почнал дешто да размислувам така, и кога се навраќам, јас имав една крава и јас бев задолжен да ја пасам кравата на село. Ѓорги беше поголем, ги вршеше по големите земјоделски работи, заедно со мајка ми. И сега кога е поврзано со музиката, можда и најдобриот впечаток во тоа време ми е, сепак пак ќе се навратиме на гробиштата. Една наша жена од селото, отпосле разбрав дека и починала многу млада ќерка. И таа се викаше Гуна, бабата Гуна ја викаа. И ја пасејќи ја кравата тука, стално тие ендеци покрај гробиштата, имаше треви така големи.
првите моменти така, и секој пат кога ќе доаѓаше тоа, секој ден доаѓаше во исто време на гробиштата и тажеше, редеше, нели како што викаме ние. И ја просто бев зачаран некако, не знаев како таа жена секој пат плачи, пее, тука и речитативи имаше во истиот момент, дали рецитира, дали пее, и секој пат смислува нови зборови и нова мелодија со тоа тече. И дури многу пати викам, чекай да видам дали истото тажење ќе биде. И пак секој ден одам натаму, друго пее, друго раскажува, плачи, мелодии. Некој сега ми е криво како не сум имал во тоа време, немаше кастофони, немаше уште да ја уснимам, тој момент да го снимам, да речеме, кај жената, бидејќи кога зборуваме за инспирација, нели по некој пат инспирацијата за песните доаѓа и од големо расположение, ама и од голема тага, од големи такви лоши моменти. Ние имаме многу, Георги што би рекол, многу тажни песни. Старите песни се многу тажни. Ние сме биле подчинет народ толку години по турско, така да и не сме имале некои многу весели песни, ако земе да ги анализираме. Сакам да кажам, од тој момент бев многу, уште како дете, опоен. Едноставно не ми беше јасно зошто толку плаче, и ја праша мајка ми, така, викам, мајко, таа жена, така и така, синче, многу млада керка и почина 20 години, не знам колку точно било. И сега, ехото од тоа време, мајка ми живееше за уште 19 дена, 100 години ќе наполнеше. Ама таа знаеше околу 200 приказни. Георги на неа изметне, пошто таа беше со 4-то одделение, ама беше филозоф во раскажување. И се сеќаваме со Георги многу пати. И ќе не донесе во таков еден момент, ако го нижиме тутуно, почнуваме да гледам во неа, имаше такви моменти кога застанувавме и гледаме и само ќе рече, ама синче, ајде да нижимот ќе ни остане тутунот. И добро ќе не подразводи, значи. И сега правиме за бабата Гуна муавет на тие години, пред 2 години, да речеме, така, викам, мајко, уште сеќам на Гуна. И таа, знаеш што ми кажа последно? Синче, вика, додека не беше почината керката на Гуна, многу жени од селото редеа по гробовите. Од кога почина керката на Гуна, кога слушна Гуна на кој начин плаче, значи и тоа се ценело во селото, која жена на кој начин реди зборовите. И вика, од тој момент скоро сите жени да престанаа да плачат, не друго, како да се осетија дека они не можат на таков начин да искажат тагата, не дека не сака или нема, едноставно дека подпрестанаа. Оти на времето имало, значи, и луѓе што од роднините ги викале, кои знаеле да редат, и тоа било чин, не случајно има. Така. Тоа било посебен чин, како кај свадбите што има музика, тука има такви редалки, тажалки и се. Зборот ми сакам да кажам, кога веќе го почнавте разговорот така, никој пат ова не сум го кажал, од тогаш имам така навлезено и многу пат сум размислил што е тоа, како доаѓа инспирацијата, значи, за песните. И сега ме прашавте, нели, што е тоа, на кој начин ги создавам песните. Може би кај мене има некој талент, во почетокот не сум бил ни толку свесен, али постепено сватив дека јас дома почнав нешто вака да чепкам. Уште не се даваше да се прават народни песни, ново создадена музика. Требаше цело време да се свират истите песни, да се пеат. Јас имав и состави, и друга песна не даваше многу нова песна да се создаде таму во радио. Сега, од кога почна Валандово, таа една генерација од 4-5 луѓе, предпоставувам, дека бевме, дојде еден таков наплив
Ние не знаевме од кај излегува сите тие песни од нас. Тогаш, мислам дека околу од 85-та, 90-та, 91-та, 95-та направивме многу песни и многу мои пријатели. И така тргна работата, сакам да кажам, околу создавањето на песните. Сега, заедничка е работава кога треба да направиме добра песна. Јас имам некоја своја стратегија, да речеме, правам некој концепт во главата, каква песна сакам, пошто јас бев во филхармонија многу време и сум изнаслушан на музика, многу, значи, скоро сите, да наречам, композитори, 80% што сме ги просвириле тамо, и многу пати сум се прашувал, кога ќе дојде некое мелодично парче во симфонијата, и од кога ќе се направи пауза, кој како излегува, си го подпевнува тоа парче. Значи, мелодијата останала во нивната глава и многу пати сум застанувал на крајите на вратата, чекај сите ќе излезат да видам што. Тоа многу пати се случило. Значи, треба да има мелодија. Тоа сум го врзал во главата и знам дека најдобрите симфонии, најдобрите солистички партии што се имат мелодија. Сега, симфонијата има многу работа во неја, кај композиторите, тоа е за друга анализа. Сакам да кажам, сватив дека треба да има мелодија, за да се памти песната или, не знам, да е засака народ на некој начин. Сега, ја имав таа среќа, Ѓорги, што исто е многу музикален, и ќе ја направам јас мелодијата и се договараме, добра, недобра, он ќе зема, ќе ја преслуша, ќе ја поднаучи и ќе го направиме. Ако има некаде да поднаправиме нешто, ќе поднаправиме. Ако не, друг пат. Мене ми е полесно дури кога ќе направам добар текст, пошто знам дека како првата строфа, така и втората и трета, ако има, нема тука слововно е исто како првиот и вториот и третиот слог, рефренот е многу нели одвоен од тие. Така да како што одеше времето, се полесно и полесно ни одеше, оти некој пат, ако се силуваш, не излегува секој пат мелодијата. Ама, пошто ние близко живееме еден до друг тука, и може би таа е една од среќите, што поднаправивме и многу песни, и ете со добри текстови. Таа е најголемата привилегија. Ако мене ми се допадни текстот, знам дека тој има поверение, дека јас додека не ја направам добро песната мелодиски, не е завршена. Така да, ете, за почеток тоа би рекол на кој начин, ете, јас сум дошол до тој некој степен за правење. Навистина е благослов тоа што вие двајцата сте браќа, талентирани со толку многу Божи дарови. Едниот да може да ги абсорбира звуците од околу, да се инспирира, да ги канализира низ музика, другиот низ текст, но со заедничка соработка. Затоа што, за да се случи таков спој во надвор од вашите братски односи, најверојатно пак ќе треба да биде многу долго дружење, запознавање, па и кликнување на некој начин и наоѓање некоја творечка сродна душа, за да може нели да се создаде квалитетна песна. А кај вас тоа е, речиси, природно поради заедничките таленти. И уште нешто би сакала да додадам кога зборуваше за тажачките, односно личната тажачка на Баба Гуна. Се подсетив за дека минатата година почна да се отвора легатот на Васил Хаджиманов, кој исто така поттикнат од тие на некој начин бројни лелеци после Скопскиот земјотрес, кога шетал низ тие пресни гробови, тие неверојатни слики кои што ги сведочал во скопските гробишта, всушност почнал да ги снима аудио жените кои што тажеле по гробовите, и сега се отвораат тие богати архиви и се предмет на проучување од многу аспекти, и од мелодиски, и од текстовен во смисла содржински, што содржат, што се тажи, историја се една, така што
кај тебе се создала, нели, инспирација. Меѓутоа тоа е животот и тоа можеме и така да го сватиме. Не, деве сте си бил во можност, се разбира, но се таложеле во тебе, се таложеле тие слушнати плачови, таа тага и се разбира некогаш излегла во некоја можеби сосема друга димензија, но сето она што ние го восприемаме на некој начин не оформува, не обликува. И така ќе се навратам 5 децении наназад во една од првите збирки на Ѓорги Барбаровски Око и меч. Овде има една кратка песна Билјана, но која откажување на негови современици, пријатели. Тоа биле песни и уште една ќе прочитам од пред 40 на години, 44, од 1982 од збирката Зар Згром. Не, толку многу рано си почнал да пишуваш тоа, морало да излезе. И сега овие песни се многу интересни. Зошто? Заради тоа што пријателите на Ѓорги буквално ќе го сретнат и ќе му кажат женска грчка главо или ќе речат Билјана, така некои алузии се прават со стиховите. И мене ме интересира што е толку магично, волшебно во тие стихови да ги преземат не само луѓето кои што ја живеат литературата, туку и тие кои што немаат ништо допир со литературата како професија, како повик, како начин на живот. И сега еве таа песна стара 52 години и се вика Билјана. Вапцувај, море Билјано, вапцувај платно белено. Не идат млади карвани со рујно вино свадбарско, туку ти идат стројници, платното да ти го купуват. Гости ти идат војници, пред тебе бол да лодуват. Вапцувај црно платното, Самуил така нарачал. Имаме овде еден прекрасен спој на историја, на фолклор, на творечка имагинација, ама уште една песна па ќе ти го оставам микрофонот и размислувај до тогаш што било тоа пред 5 децении, зошто такви референци правиш на историјата, на културата, на традицијата, што беше таа нишка која што ги спои во една песна сите овие информации. А другата песна има многу музика во неа. Тоа што го рече Миле дека Ѓорги е навистина музикален, слушнете. Вели гатач, мудрост ли е, лудост ли е тоа око, зелен бунар? Колку зема, колку дава, девојка со грчка глава. Час те мерка, час ти бега, на двобои час те вика. Многу зема, малку дава, девојка со грчка глава. Како болест, како тага, на челото прст ти става. Така често, така смерно, девојка со грчка глава. Дали зло е, дали коба, знак на пораз, чин на слава. Да си сониш, да те љуби, девојка со грчка глава. Сонот убав, лоша јава, девојка со грчка глава. Кај срцето ножец леден, збогум личен, збогум беден. Сонот убав, лоша јава, девојка со грчка глава. Која беше таа девојка со грчка глава? Од тука би почнала. Била некоја. Веќе не. Не знам дали не живе. Но интересно е нешто друго што јас навистина имав, ако е тоа успех, некои мои песни да се говорат јавно. Иако тоа не е секогаш гаранција дека песната е убава, најдобра. Матија Бечковиќ го гледав на едно интервју, кажуваше
Вели, Десанка Максимович на сите читања кога одевме низ Југославија кажуваше само една песна, Крвава бајка. Имаше барем 100 убави песни, вели, таа секогаш ја кажуваше. Ја прашав Десанки зошто само таа песна. Мене ми е убаво, вели, кога луѓето ја знаат некоја песна и ја подкрепуваат заедно со мене, ја говорат. Има нешто во тоа, таа взаемна енергија. Или, да речеме, еден текст прочитав за Љубомир Левчев, добитник на Златниот венец на Струмичките вечери на поезијата, по повод 70 годишнината од неговиот живот, нели? Во Бугарија една издавачка куќа му прави избор од напишаните дела. Како се вика салата во Софија, најголемата сала, не ДНК, туку НДК, полна, вели, еден час после читањето на поезијата, еден час имаше низа од луѓе кои чекаат да им се подпише автограм од авторот. И вели, јас си одам после вечерта, новинарката, си одам со такси и таксистот ме прашува кај бевте, вика, толку доцнаш се враќате? Бев на една поетска вечер. На кој поетска вечер? На Љубомир Левчев. Голем ли е тој Левчев? Најголем. Ами знаете ли, таксистот ја прашува, знаете ли некоја негова песна? Не знам. Тогава не е голем, рекол таксистот. Ја тоа го запамти, вели, бидејќи добро стоев со Левчев, сабајлето му звона на телефона и му кажува, Левчев така и така, еден таксист мене тоа и тоа ми го кажа. И тој ја вика на кафе. Дали е паметен мојот таксист многу или што е? Левчев вели, тој е паметен човек, ама повеќе остроумен. И јас не знам ни една своја песна, ту ги знам. Но тоа не е мерило, вели. Јас се погодив во Шведска, кога на Еудженио Монтале, италијанскиот поет, му ја доделува наградата, Нобеловата награда. И вели, после врачувањето на наградата се собраа новинари и го прашуваат Монтале, дали сега се чувствувате голем? И рекол, не голем. Ами како не голем кога добивате Нобелова награда? Не, јас сум среден. Зошто среден Нобеловец сте? Абе рекол, ако јас сум голем, каде ли е местото на Данте Алигјери? Така што тоа може би малку и залажувано, но човекот му годи во секој случај. Така што и мене ми годеа овие песни. Исто имам пред минатата зима, големиот струмички поет Никола Маџиров ми се јавија на вечер и вели, Ѓорги, во оваа снежна вечер низ Струмица шета твојата молитва. Јас мислев дека се шегува нешто. Велам, па може да прошета мојата молитва низ Струмица, зашто твоите книги шетаат по светот. И тој вели, не, сериозно ти кажувам, сега фотографии ќе ти испратам. И ме прати фотографии како, не клипчиња, како деца, дали средношколци или 8 или не знам точно која возраст, ја носат молитвата напишана на хамер хартијас, ракописно, и ја закачуваат на дрвја во Струмичкото корзо, врамени, и од време на време ја поместуваат молитвата. Миле, тоа е интересно за тебе. Дали знаеш кој ги организираше тие? Не знам. Поводи од 3 пати. Добро, кажувајте ми за такви работи. Тоа беа деца од Струмичката гимназија, кои што побараа од мене и од Сузе идеја, како Струмичкото корзо да го украсат со стихови од наши поети и од струмичани.
И со сузе, што направивме? Токму тоа го направивме, им дадовме стихови од молитвата. Имаше и не беше само од молитвата, имаше и од други, и заветната така. И децата ги напишаа со своја рака, оние деца што имаат убав ракопис, ги украсија стиховите и ги врамија и ги закачија буквално на корзото да висат на дрвијата. Тоа беше една преубава гледка. За жал, деструктивните сили кај одредени луѓе беа посилни и имаше и уништени, скршени рамки, меѓутоа долго време стиховите стоја на дрвијата. Јас до овој момент мислев дека децата само иницијативно ги понеле тие стихови и ги говореле по улиците и многу убаво ми беше. Ви благодарам во секој случај што егото ми го подхранувате. Не требаше да ми кажете. Децата самоиницијативно ја тргнаа од тоа дека поезијата треба да биде движечка и дека градот треба да се преплави. Но нели ние сме, и јас и Ана сме и професори по вокација, така што генерациите мора да се воспитуваат. И тоа воспитание мора да биде, нели, како што си правиме аудиокултура, така и читачка култура, едноставно мора да ги поттикнуваме, затоа што го спомнав тој на почетокот. Ако не ги чуваме нештата во меморијата и ние нема да знаеме кои сме, не смееме да заборавиме дека едни мали градови како Гевгенија, како Струмица даваат имења на кои што не само Македонија, туку Европа, светот, цивилизацијата воопшто треба да биде горда и да биде среќна. И сега, Миле, ти се согласуваш ли со тоа дека песната всушност живее без разлика дека ти си авторот, но меѓутоа народот ја прифаќа и ја зема за своја и дека голем дел од вашите песни се обнародени, еве баш како молитвата? Нема по-добро чувство од кога песната ќе летне од кај тебе. И ја тоа сум го сетил многу пати. Дори има луѓе и не знаат чија песната, кој ја напишал и чии се стиховите. Него ја имав и таа привилегија Виолета додека снимавме песната, после тоа ние бевме македонски мерак група која ја снимавме песната и многу често излегувавме на телевизија, така да паралелно одеа да речеме вака и двете работи. И Виолета ја пееше и ние излегувавме и многу пати правевме мове чија, што е, како е. И ја многу не сум по интервјута, ама кога ги требаше некој пат ме повикуваа телевизија, па тоа го оставав на пејачите да кажуват чија е песната, чија е текстот, чија е аранжманот, повеќе на нив ги оставав. Само добрата песна може во моментот некој пат нема да ја подразбере во прв момент слушачот, ама ќе помине може време, сепак таа ќе исплива во вршината. Се случува со многу песни така. Некош се заборавени, а потоа едноставно ќе бидат препознаени и го живеат повторно своето време. Има и такви моменти. Јас би сакала сега да имаме неколку минути тихување со молитва. Драго ми. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се издишам, како звезда јасно греам, химна да запеам. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се издишам, како звезда јасно греам, химна да запеам. Нека расте, Боже, радот убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сме ние. Нека расте, Боже, радот убав мој, златен дожд, од мудрост долго нека пие, нека биде, Боже, вечен родот мој, нека е, што не сме
Мудрост долго нека пие, нека биде, а Боже, вечерот мој, нека е, што не сменije. Neka nas se opaže, radovan moj, zlaten nož. Каков раскошен глас сега коментираме со Миле, има Виолета Томовска на вистина. И како што кажа Сузе, на вистина оваа песна бара тихување, онака да тихуваме со музиката и со зборовите. И додека ја слуша Виолета и молитва, на вистина оваа песна треба да влезе во учебниците за во делот каде сакате ставете ја, сакате родолюбива поезија, сакате љубовна, каде и да ја ставите, како што србите направија со Балашевиќ и со неговите стихови, дефинитивно, еве јас сум во настава, Сузе исто така во настава, ми се чини дека ова се стихови кои што наистина треба да влезат во учебниците за овие убави млади дечиња што ги гледам во вториот ред, да има што да учат и да има за што да учат. И да ги отворат душите, затоа Да. што нели добрата книжевност прави нешто во срцата на луѓето, во умот, зачнува нешто. Да. Нека расте, о Боже, родот убав мој, не знам Ѓорги од каде, како тоа се врзува во твојата глава, меѓутоа и музиката на Миле неверојатно е. Миле, имате компонирано околу 300 песни и ора. Како успевате да истакнете посебноста на секоја мелодија? Има само 7 тона, а вие од нив создавате едно огромно стадо од песни. Како се браните од туѓите влијанија и возможно ли е тоа да се случи? Не. Не ми е проблем мене јас да направам мелодија. Проблем ми е да најдам добар текст. Понекој пат е и добро за мене, понекој пат не. Ако сакам да ја подразвијам, затоа јас имам некоја свое специфично видување. Понекој пат сакам да направам мелодија која прво јас ќе ја подконструирам како треба да биде, после маката е на Ѓорги. Секој пат кога ќе му дадам мелодија, тој повеќе во работна атмосфера и повеќе денови, пошто знае ја штом сум направил, да речеме, таква некоја по раскошна мелодија или со поголем опсег, тука има повеќе работи во некој работи. Сега, овој текст молитва, тоа самиот текст, додека го читам, треба да мислиш каква треба да биде мелодијата. Сега не можем да ја направам джин грлака, тин грлака. Значи тоа треба да биде нешто молитвено. И сега, преска ја прочитавте Билјана. Еве, да речеме, никој не му значи сега што ја прочитавме може Билјана. Дајте ја малце песната, ова тука е. Да. Ова ми е многу драга книга на Ѓорги. Ова е првата книга. Јас сум заслужен зошто. Ѓорги беше војска во... Може да кажам, Ѓорги? Ти кажи си после ќе ти Да. кажа дали требало. Оти сега многу Беше- не се интересира. Војска во Скопје. Јас само што се запишав на факултет, тоа е 74-та година, не памтам, и отидов да го посетам во касарната во Петровец, да. И се видовме таму, ги гледам така познати пријатели негови, и на крајте ми вика: слушај, има некој конкурс распишано, може ли да ми ги однесеш ова цела книга? Значи беше захефтена вака, на машина. Јас што викам, на Гештетнер, вака на времето во војската префрлувавме. Некој говори што требаше да ги прават тоа беше работа во клубот, во армијата, и ми даде, и таа беше првата песна, како што беа вака захефтени, и само во една хартија, вака, и ги носам јас во мене, и ми каже ќе однесиш во работнички дом во Скопје, соба број тој и тој, јас по лифтот одам там, чукнувам на вратата, и излева еден корпулентен човек, вака, има некоја
мила, смирена фаца, така нешто. Добар ден. Кажете што? Викам, имал конкурс некој за збирка, за нови книги, нешто така, па мојот брат е војска, ама ми ги даде овие, мислам, песниве да ги донесам за конкурсот, ако може. Како не, добро, и така ме примија, дури вака чудо не видим, како човекот се понесе. И сега како што беше вака ова првата песна, и уште не седнат, ја прочита, и само вака се направи, и ја викам, ќе земат збирката, сега така уште не викам, знаеш, по гримасите некој пат може да осетиш дали, да, говорот на телото, дали. И тоа сето му кажувам на Ѓорги и стварно ја примија таа збирка. И сега, јас како да кажам, прво благодарно што прв пат, од јас знам Ѓорги, цел живот носел книги во ова и на кога сме биле на полето, читал и тие работи. И сега ова песна, вака како ја прочиташ, нели, Вапцови мори билјано, вапцови платно белено, не идат млади карвани со рујно вино свадбарско, туку идат стројници платното да ти купуват. Гостите идат војници пред тебе в бол да лудуват. Вапцовај црно платното Самуил така нарачал. Таа песна толку ми влезе во душата и многу време ја читав вака. Ја читав низ двор шетајки и во еден момент кога ќе кажат треба да дојде некоја инспирација, ја многу ги предпочитувам текстовите. И сега од кај да почнам? Тука има тага, има плач. Тоа е песна за ослепените војници. Цар Самуил нарачал Вапцово и го белото платно, зашто не идат свадбари, туку идат војници пред тебе бол да лудуват, нели, со изводени очи. И кој во гласот може, викам, таква песна, како што јас размислувам, испадна дека тоа треба да биде Петранка Костадинова. Значи, прво го замислив нејзиниот глас, што може да испее, и тогаш ова песна не знам дали ја имаме сега тука, пошто ова вака, ама... Не имаме, ама може ли малку да ни доловиш? Затоа што Абе, ја не сум пеач, ама и ке не ми текнува нова песна и сега дури се фаќам себе дека не ја познавам. Добро. Немам научари, мајке. Вака вика. Вапцувај море билјано, вапцувај платно белено, не идат млади карвани со рујно вино свадбарско, туку ти идат стројници платното да ти купува. Гостите идат војници пред тебе в бол да лудува. Вапцувај црно платното Самуил
така нарача. Браво, Миле. Се трудев да ја дочарам, ама таа мора да ја слушните од Петранка Костадинова, таа ја пеа песната. Не, овде има малку, има некои византиски делови моменти, за да види на некој начин и тажачка, ама византиското пеење е поврзано со тие такви морбидни мелодии. Така, и на црковното, да, и црковно Во византиско тој смер. пеење имаме, ама и времето било Али- такво византиско. Затоа, кога ќе ја слушнете Петранка, кој не ја слушнал ова песна, тоа што го зборував, ќе го сетите. Уште една песна што треба да излезе од креденецот на браќата Барбаровски, повторно да се проветре. Така. Еве како зборовите во себе носат Ова книга мелодија. ми е многу драга. Тоа е првата книга на Ѓорги, ама како и јас да сум Ѓорги нели помал брат си го пратил, ај да оди види таму. Да, баш така беше. Веројатно, да. Војска бев. Да, помалиот брат ќе заврши работа. Гримасите на тој беше, како се викаше човекот? Што беше, како се викаше човекот? Кој ја примил збирката? Томе Момировски. Томе Момировски, да. Аха. Тоа беше човекот Томе Момировски. Многу ми е драго што вака убави спомени споделуваме. Не знам, веројатно сите вие што сте во публиката веќе успеавме да ви ја доближиме приказната за браќата Барбаровски и преку нивните искажувања и преку гласот на ова што сега го слушнавме од Миле и се разбира од песните во исечоци кои што ги слушаме во рамките на овој убав настан. Ѓорги, ова што се случи сега всушност е само доказ како Миле ни раскажуваше дека повеќе пати ја читал песната за да може да веројатно дали да ја доживее, дали на тој начин да се роди мелодијата. Зборовите чуваат во себе музика, носат во себе музика. Миле спомна дека ова е вашата прва стихозбирка, имате 8 поетски книги, 3 белетристички дела, една книга со есеи, а вашиот подпис стои на десетина сценарија на документарни филмови. Како ги прибитомуваш зборовите? Успеваш ли да ги покориш на музиката? Нели ви се вие и на ти, нели ви се опираат? Ние сме многу добри пријатели, така што ова со вие тешко ми оди, ама заради публиката. Нели ви се опираат? Може да прочитам Може. две кратки песни кои Од окој меч? Ќе бидат најдобар одговор. Ајде. Од тука, ајде. Ајде. Го размислувал, значи ова. Го размислувал во песна, творечки го размислувал. Некои песни уште не се објавени. Уште се на ракопис. Ова се новата книга. Многу се однесува. Многу сум среќна кога нешто така имаме можност први да го слушнеме, да го почувствуваме. Што мислам јас за зборовите и што мислам за музиката? Зборовите. Се што си проживеал, во нив си седнало. Се што било сонето, во нив си легнало. Сладки зборови, милни, галовни, ќе те родат, ќе те качат во небесата. Пусти зборови, тешки окови, ќе те памтат и ќе дојдат да те испратат. Радост, тага, се ќе раскажат. Ништо нема да им избега. Старо, младо, се ќе растажат, кој што треба и си прилега. Се што била љубовта ти е запишале. Се што дала среќата ти е разнишале. Неприпитомени зборови, бесовски створови. И раѓање на музиката. Долго бев разнишан тон, неосветлен и нестабилен. Во мемолење потонат, потем станав трепет мал на твојот дух, на будење заколнат. Како откачен тоналитет при далечно довикување, како неконтролирана модулација која, бидувајќи игра, дозволив да се повторува. А кога тоновите се зацврстија, пред да бидат запишени, блиски до крик, до игра и до магија, легнаа во постелката своја
како нешто чие раѓање се исчекува. Тогаш најдоа своја цел до песна, испливаа од длабина со блесок, таков беше нивниот пат, од ништо до сон, од сешто до бол, но истраја и најдоа место да продолжат како подпевнување. Така го утврдија својот пат, очајно неизвесен, залез и изгреј сонце, во безимен мол, стуткан во себе од радост и од бол. Негде спие златен клас во темно, негде гори копнеш врел за љубов. Не можеш да ги, зборот не може да го покориш, можеш да му најдеш добро место и да трае таму, да личи како камен на зид, враден во зид некој. Ама ако му се спротивставуваш, мислам дека ќе те направи лош мајстор. Затоа зборовите, суштината на песната е, напишани се илјадници, милиони песни, планини од книги се напишани, а сепак поетите уште пеат. И Блаже Конески велеше дека се е кажано за поезијата и за љубовта, ама на стари години пишуваше песни, и тоа љубовни песни. Многу книги има напишани за суштината на зборовите, но зборовите ќе опстојат и понатаму затоа што поетите им прават нови околности, нова околина да проживеат, да се повторуваат зборовите, но значењата да им се менуваат. Тоа е силата на поезијата. Еден збор во различни контексти да има сосема различни значења. Така ја се разбирам поезијата. Како веле, во животот и за љубовта се е веќе кажано и се допрва повторно треба да се каже. И на крај велите, ако некој збор одбива да стане музика, ќе го претворам во крик. Коца Павлов, дали чекаш стара мајчица, еден тоа го силниот крик. направивме. Должам уште еден мал цитат од еден голем шпански поет, Хуан Рамос Хименес. Вели: пеј, гласо мој, пеј, се додека има, макар еден збор што не си го кажал ти како ништо да не си кажал.
тие наши мајки вечна инспирација и ми се чини не постои човек кој што оваа песна не би си ја посветил на својата мајка. Миле, има ли историја оваа песна? Сите песни мои имат историја. За секоја можеме по нешто да кажеме. Песната е направена прво мелодијата. Значи, карактеристика во оваа песна е тој кенгурски скок, ја што го дали чекаш. Ретко се тие такви интервали, уште во почетокот да почнува некоја песна. Има нешто, али тоа е. Сега кога се договаравме, кога веќе песната беше како музика готова, зашто да биде, како да биде, со Ѓорги се договоривме дека, да речем, не за мајка ни, за сите мајки, што би рекол Ѓорги, и песната беше готова. Во тој период се враќа Гоце Арнудов, тој беше многу време во Србија, работеа таму. Од кога стана војната, сите се повлекува, дојдоа тука и се детево веќе не го ни познава веќе Гоце овде. Го забравя, бидејќи 10-15 години работеа со брајката во Србија, Хрватска, секаде беа. И дојде, ние се познавам, бидејќи на времето како деца свиревме игранки, тој со неговиот татко, а мене ме влечеа 2-3 од Дабиле, хармоникаш, еден кларентиста, така, и по селата одевме игранки, дававме и се среќававме така. И тој дојде тука и дојде кај мене, Миле, така и така, сакам да запеам на Валандово, а никој не го познава тогаш, со ни долги коси беше Гоце вака, рокерски тип. И прва песна му ја направи Ванчо Тарабунов, една песна, и после тоа беше за, дали за Гоце фест или фолк хит нешто имаше така, еден фестивал преку радиото. И сега ми вели една песна од тебе за Валандово. Викам, слушај, ова година не имам песна, ама нема да ја пееш таа песна. Како? Абе, не те познава народот, викам. Треба прво да... Пак што да направиме? Прво ќе направиме еден дует песна со Блага Петреска и ја правам песната Пеам да не заплачам. Песната стои за наредната година. И там со таа Пеам да не заплачам исто добија многу вака и награди, и аплаузи, и се. И другата година ја правиме песната за него. И од кога ја снимивме, уште во студио, не само ние, знаевме дека направивме добра песна, него обично таму кога се снима, доаѓа вака баги посетители радознани, како е, што е таму. Ама Гоце, како што го дал Господ со тој енергичен глас вака, песната излезе топ, мислам. И сега Ѓорги може да ти каже за Гоце што му рекол за песната, дека дали за мојата мајка е да ме напишем. Па Ѓорги му говорил, бе, за сите мајки е таа, ние готово, песната која ќе ја направиш таа лета и веќе готово, нема назад враќање кај луѓето. Така да Гоце фактички со таа песна, да не речем, ја почна кариерата вака. И остави огромно богатство. Сега, после ги направивме, ајде да беше стрела песната, кажи ова Граде мој и многу други песни, да не, да. Нека му е вечна славата, навистина остави огромно богатство. Да. Ние вака може да се разговараме уште долго. Ѓорги? Да не ви се преспие веќе. Драго ни е што прв пат да не чуете, да не видите. Ако сте задоволни, кажете ни. Ако не, да ви се заблагодарам јас за посетата, да се заблагодарам прво на Стефан што се сетил дека има некој поет од Струмичко, со кој и не врзуват други убави моменти. Имено, сакам да кажам дека кога јас бев водев една фондација Рамковски
И меѓу другото објавувавме книги, имавме конкурси анонимни. Така на Стефан, без да го познавам пред тоа, ја објавивме првата негова книга и од тогаш останавме пријатели, бидејќи доаѓаше во редакцијата, татко му дојде еднаш радосен што неговиот син ќе објави книга и во убава насока тече тие години. Да му заблагодарам и на Ѓоко што ни помагаше тука, благодарности до Аполонија што не го овозможи овој простор. Јас не можам да ви дадам од сите книги, имам една книга вишок која што мојот издавач ја заборавил во магазините, мислејќи дека ќе заработи многу пари, ја оставил. Одлежала таа, но внатрешната нејзина вредност не е изгубена. Ви благодарам на посетата и ве поздравувам. За крај. За крај. А Ана и Сузе се како нашите ангели, после Струмица еве и Гергенија ме поттикнува да може би да отидеме до Битова, до Не ве оставаме секаде со вас. Значи, јас реков уште на почетокот дека верно ќе ве следиме затоа што оваа приказна вреди да се слушна и да се доживее. Ви благодариме што бевте тука, бевте одлична публика и се разбира благодарност до мојот драг колега Васко и до Љупчо. Знаеме дека и другите гевгеличани и македонци ќе разберат благодарение на вашето присуство. Драги гевгеличани, многу сум среќна кога сум тука, а често јас доаѓам и професионално и приватно, да се гледаме за добро и бидете добри. И за крај, заветна веројатно, така? Заветна, да, неформалната химна на Македонија.